во Македонија стварно е предизвик да создаеш нешто различно. Едно време размислам, си викам да документирам секој ден што правам и да направам после као серијал како да успееш во Македонија. После си викам, што ако после 1000 епизода не успеам и ме снема, ќе видат дека не можеш да успееш. Шала на страна, сум зацртал нешто и мора да го постигнам тоа што ми е во главата. И ќе го постигнам и на пат сум да го постигнам. Само смртта може да ме спречи. Ќе биде онаа класика, како беше, се додека смртта не раздели. Добре, дојдовте во уште едно видео. Денес ќе биде долг ден. Прво, да си ги испеклам бермудите. Иначе, вие се од мојот бренд, кој наскоро ќе го пуштиме во продажба. Нормално, пошто е Македонија, тотално несериозни луѓе и многу ми испозаглавија со чекање и со правење работи за да можам да го активирам брендот за облек. Нормално откажување нема, имам бекап план кој наскоро ќе почнам да го реализирам. Секако пред септември и нема ни поента да се стартува нешто тако. Треба прво да снимам еден рецепт за вегетаријанско бурито дома сега. Треба да идам во канцеларија со партнеров да средиме некои работи, пошто имаме проблеми со Facebook Pixel од нешто, некои нови апдејти, хаоси Македонија и Србија. Вечер со Томче треба да снимаме најавно видео со диџеите во станица 26, така да ќе биде долг ден. Еве ги иначе бермудите. Треба да има уште една варијација со широк боксерски ластик и женска варијанта. Замислата ми е работите да бидат унисекс, а тие што не може да бидат унисекс, да има за машки и женски посебно. Што и да почнеш во Македонија е ултра тешко, ама ако сакаш ќе најдеш начин. И мора да најдеш, тоа е. Колку препреки до сега имав, неверојатно, ама нема откажување. Се облеков, ајде да почне денот прво да снимам рецептов за вегетаријанското бурито. Ќе биде на Инстаграм на мојот профил денес објавен. Готов сум со рецептот, еве го буритото, треба само уште да се испече и да го снимам завршниот дел. И конечно ќе можам да искочам од дома. Еве како изгледа. Еве го буритото. Не сум вегетаријанец, ама превкусно изгледа. Рецептот завршив, имав неколку повици, барам нов моделар и жени што ќе ми шијат за новиот бренд. До сега се објаснував како и што сакам. Мислам дека знам со кој ќе го решам тоа све, ама ајде да не објавувам пред време. Иначе сите модели и материјали ќе бидат премиум. Овие конкретно се италијанска екстра фајн мерино волна. Возам на кај канцеларија, малце касно, ама во принцип секој треба 500 работи различни да направиш исто време, така. Оно што сакав да кажам, во Македонија стварно е предизвик да создаеш нешто различно. И се уште имам сериозни предизвици, имав премногу проблеми и се уште имаме, чак што ише последно и поштата со која што соработувавме ни го украде цел промет и на заглави, тамо ни тужи кузна колку пари, се тужиме, се правиме џабе, нели, нормално, Македонија. Ама никој не смее да се откажува ако има некоја цел. Едино можам да кажам што сум задоволен 3 години покрај сите проблеми и заебанци, буквално секој денарче го инвестиравме назад у бизнисот и се уште е тоа така. И реално сум горд на тоа, без разлика што далеку сме од тоа што сме замислиле, меѓутоа идеме натака. Не се трошело залудно пари, буквално на некои глупости и работи кои немаат додадена вредност. Едно време размислам, си викам да документирам секој ден што правам и да направам после као серијал како да успееш во Македонија.
После сикам, што ако после 1000-та епизода не успеам и ме снема, ќе видат дека не можеш да успеш. Не, шала на страна. Сум зацртал нешто и мора да го постигнам тоа што ми е во главата. И ќе го постигнам и на пат сум да го постигнам. Само смртта може да ме спречи. Ќе биде она класика, како беше, се додека смртта не раздели. Исав, ја каснам, ама партнеров касни поише. Иначе многу се нервирам кога каснам, па макар и 1 минута и на тотално небитни работи. Стално сакам на време да бидам и ми стварат од многу тензија да каснам. 100 да каснам, тензичен сум. Ама очигледно не е со сите луѓе така. Меѓу време ми стигнали некои тестови за американскиот пазар што сакаме да опуштиме од ноември. Сака да каже ова пајаче? До сега на мене беше. Стои пајак од него, некој снег да не излезе од негде. Директоре! Тоа горе-доле ме плаши. Тоа горе-доле не боли газно. Горе-доле не кошта 300 евра дневно, зија. Да знаеш. Ек се идам на кај дома, скоро е 7, уште ништо немам јадено, освен едно футурива колаче. Денов ќе биде ултра долг. Мора да имам ратни резерви у случај да нема храна. Ќе го изедам дори тоа сабајле што снимав, па да ми спадне еден саат и кидам или ки изважбам или ки истрчам, зависи колку време ќе имам, пошто вечер па треба од 11 да снимаме со Томче. Стварно е многу добро, од сабајле у фрижидер. Истрчав 8 километри, идам на кај дома, 20 минути пропаѓање изгибови и чучневи и продолжувам надале. Завршив со вежбање со све, ќе задам на брзина еден футурива бол, да пратам некој мил што ми остана и треба да идеме до станица да го снимиме промо видеото со диџеите за 28. Денес денов, 2 дена ќе трае како тргнал. Нема крај. Ја спремили листата? Глеј, брат. Ова е листа за поканети, непоканети за диџеј. Идемо. 28.6. тајна локација, Pink Party, прва од серијалот. Наредната може ке по аеродроми да идеме од негде.